веднаш дека се случува цел еден правен инженеринг, нормално тешко криминален. Се разбира, и сега и Врховен суд некој го вклучува во сценариото. При тоа, Врховниот суд подвлекувам во крајно сомнителен термин, кој враќа предметот на ВАСО за дилерство на дрога на апелација, тоа чисто формални причини. Буквално неколку часови после завршувањето на рочиштето, иако на 7 е донесен. Затоа апелираме оваа прилика и до апелациониот суд во најкраток можен момент да ја исправат оваа грешка, наводна грешка поставена од Врховниот суд како маана во случајот со наркодилерството на ВАСО и дури потоа да му дозволат да се цени од страна на апелацијата жалбата на одбраната на ВАСО. Сигурно и италијански. Не, да? Имаш делови без мене. А за море ми е јадно сме. Тоа сум се ваќал да изнабавам. Длабоки Днепр, изгодува голема судијката Марковска, што ја донесе оваа пресуда, мора да одговори зошто жалењето на обвинетиот го смета за поважно од тоа што дејствува под алкохол, без дозвола, со тешко криминално насилничко минато и напросто преминува преку Фосич. Бараме судскиот совет да покране дисциплинска постапка, да се утврди дали постоело непрофесионално, пристрасно постапување. Во него време бараме судијката да биде временно отстранета од работа. Има повеќе вакви проблеми. Значи, бараме од судскиот совет судовите или на ниво на закон да се изготви регистар на опасни сторители. За кои опасни сторители? Клучните улици ќе бидат затворени за сообраќај и движење со моторно возило. Тоа се соочуваме и контактирајќи не